Македонските споменици оставени сами на себе да пропаѓаат и да ги заде забод на времето. Последен од низата што настрада е статуата на Александар I Филхелен, кој се наоѓа на мостот на цивилизациите. Овој споменик на лик од македонската античка историја остана без својот голем бронзен штит. Кој, зошто и каде го однел штитот, никој не знае. Не е јасно и дали станува збор за поединец или група кратци, кои ќе се офајдат од продажбата на бронзата или некој што само сака да ги вандализира овие споменици. Од град Скопје, под чија надлежност се статуите, не се достапни за одговор, а од МВР пак на прашањата што се случува со статуите и дали е пријавено за украдениот штит, имаат кус одговор. Почитувани, досега нема пријава за одземен штит. Но не е само Александар I Филхелен кој страда. Сите други статуи на овој мост веќе подолго време пак се без информативните табли или надписни бронзени плочи. Од неодамна исчезна и големата бронзена плоча со наслов Палата Александар Македонски. Надлежните и за овие случаи молчат, за разлика од сега, кога требаше да им се удоволи на грците поради Преспанскиот договор, тогаш власта експресно успеа да ги смени сите табли и на нив да објаснува дека не станувало збор за македонска античка историја, туку за хеленистичка. Не се само статуите и белезите од античка Македонија, кому му пречат или се цел на вандали. Вчера медиумите објавија дека некој ја искршил и ново поставената плоча со која се одава почит на осумината загинати во масакрот кај Вејце и за неа нема никаква реакција. Нема ниту за Цветан Димов, чија биста исчезна пред неколку дена, а бистите на Никола Вапцаров и Коле Неделковски одамна ги нема во градскиот парк. Од МВР за сега вела дека се работи на разветлување на случајот, но нема официјални информации кој е крадецот.